Дами и господа, добродојдовте во уште едно издание на мојот пат до успехот. Овие две епизоди практично се финалето или завршницата на сезона 14 на мојот пат до успехот. Јас сум Мишко Иванов. Во следниве две недели ви ја представувам и ви ја носам приказната на легендата на југословенскиот, на македонскиот фудбал. Човекот кој што своите први фудбалски чекори ги почнува од Речица, преку Куманово, Вардар, Партизан, потоа завршува во Трелеборг во Шведска, а има свој настапи и за југословенската репрезентација. Играл против джинови како Пеп Гвардиола, како Енрике, играл и на светското првенство за Југославија во 1990-та во Италија. Воједин Станојковиќ, наш гостин во мојот пат до успехот. Неговата приказна во две продолженија, ќе слушнете и многу ексклузивни детали. Видете со нас, ние одиме и се наоѓаме со Станојковиќ. Па не можам да докажам Вујо, што се ти имаш направено за моје почитување. И баш ми е драго што знам што сте гледам. Исти сум, Ја бев малку подругајачи, а сега сум малку подобар. Да, активности. Мало намерно се обликов црно-бела комбинација за Партизан, може и црвено-црна, ама таа Вардаровата малку ми е чудна ми е Вардаровата сега. Дали си добар? Може да биде добар. Фала на прашање. Уште една стварно благодарам за поканата и прошлиот пат кога бевме заедно. Тогаш века и мене, денес овде ја дојдов ти да ми бидеш домаќин дома. Да, и тебе, така да баш ми е драго да уште еднаш се видиме и да некои работи ги евоцираме и да сето тоа го кажеме. Некој ексклузива ќе откриеме. И ќе откриеме и нешто, да. Ја се надевам дека првпат нешто ќе кажам што тоа до сега никој не го знае. Мене ми е многу драго. Имаме еден меѓусебна почит. Овој разговор ќе оди кога ќе бидеме во предвечерие на финалето практично. Ние имаме финали, полуфиналиња Шпанија, Франција, Аргентина и Англија. Јас нема да прашувам ваши прогнози, ќе прашам само што мислите кој ќе биде светски шампион во фудбал? Франција. Да? Па мислам дека се најкомплетни играт, така да кажам, не најдобар фудбал, него се као тим функционални и стварно секој си ја знае својата работа на секоја позиција, а и по линиите одлично функционира. Така да, али не смеш да ги исклучиш никако ни Англија, која исто доста добро првпат напредува на некој начин затоа што нема толку више. Чека таа титула, 66. Така, 66, али од друга страна вложуваат повише сега да играат нивните млади играчи, каде што нормално ќе црпат во репрезентација, а од друга страна тука сигурно не смеш да никако ни Шпанија ни Аргентина. Тука ти е без разлика што е Меси. Меси е, значи Меси, ама не е тоа више со годините. Па е Меси. Да, 20 играчи влечи на себе. Името да, баш така името му тежи, а од друга страна тука и Шпанија може да биде јако конкурентна, така да ќе гледаме доста интересни две полуфинали. Човекот кој што играл со или против Бранко, Бебето, Дунга, така, има дресчиња, Тафарел, против силна Шпанија, Пеп Гвардиола, човек кој што бил дел од југословенска репрезентација, Воједин Станојковиќ во мојот пат до успехот. Одиме и отвараме приказната. Благодарам. Воједин Станојковиќ, драго ми е што сте дел од овој серијал Мојот пат до успехот, една неверојатна фудбалска кариера и некако во финишот на светското првенство во фудбал. Ајде бак, Аргентина, Англија или Франција, Шпанија. Кој финале? Па, ја мислам дека Франција и Шпанија. А од друга страна мислам да најквалитетниот фудбал пак до сега што го игра секој час и на шпанците е Франција. Мислам дека се многу по-комплетни, едноставно тој фудбал веќе трае неколку години, ајде да кажам и неколку тие серијали дали за европско и светско првенство и каде се само дополнуваат одредени играчи кои се итекако квалитетни
и држат едно ниво на игра каде што стварно и резултатски тоа го и покажуваат. Ова се тие деца кои што беа со Македонија во група, и мислам дека го гледав Ембапе овде кој го играа со младите, мислам дека не победија со овие нашава генерација на Барди со тие. Да. Бапе тогаш исто доаѓаше, играше во Скопје во квалификации. Аргентина, Англија? Има шанси Англија против Аргентина? Па пази, мислам дека Англија игра доста добар фудбал. Али ќе се навратам на нешто што е многу важно, а тоа е полека, значи, оној фудбал што го промовираше или што го гаеше Гвардиола, со тоа тике-таке, значи, пас игра. Баш така 70%, 80% посетна топка, веќе тоа не пие вода. Од друга страна дојдоа до израз повторно, мора тоа да го кажам, значи Дарко Панчев, значи класични шпицови, со завршница, со центар шут, со шут, полудистанца, дистанца, со одбиена топка, напаѓач. Сега лажен напаѓач. Така, нема сега лажна деветка. Лажна деветка тоа е Беси. Значи и некои други. Сега го имаш Халанд, го имаш Кин и ги имаш шпицовите каде што секој више сака да направи тим каде што со завршница и еден тотален фудбал. Значи не оној ќе се затвори на 30 метра и сега одиме, знаеш, лево, десно, дај ми, нати, никако да се заврши таа акција, 5 минути сето тоа трае. Значи не е тоа више фудбал. Затоа го променија стилот и начинот на играта и ово е светско првенство покажа, а не само светското првенство, него и во првенствата што се игра, дали е тоа Англија, Шпанија, дали е, како се вика, не случајно и Ембапе, значи он без разлики што не е класичен шпиц, меѓутоа е тука, негде горе високо, и така да тоа е и Франција, сите, Англија, и се враќа на она старото нивно. И Белгија имаш Лукаку, имаш класичен напаѓач. Класичен напаѓач и Германија исто. Така да тоа е, се враќа фудбалот каде што више и за око, имаш потез. Имаш шут, има центар шут, има завршница, има завршен пас, значи има организација, има трка во оба два правца. Не она затвори се и сега, знаете што, досадно, нема динамика, нема тоа фудбалска убавина као што некогаш што беше. Да, но мене некако кога вие игравте, ние бевме дечишта тогаш, тие баш дечишта. Тој фудбал некако беше посимпатичен, или грешен. Сега све е брзо и некако како машини ги доживувам. Знаете, кога ќе го видите оној Халанд, тоа е неверојатно, не знам како да кажам, као робот е едноставно. Али пазите, не, Мишко, има сега една друга ситуација. Ти само пратите ги потезите на Халанд. Халанд е тотално незаинтересиран. Испред играч, Бразил, 2-1, Бразил пријатно. Значи, тоа се класични шпици играчи кои они мора да се хранат. А тоа мора да имаш и лево и десно добро крило, и да имаш организатора доле као везен играч, и да имаш полушпиц кој ќе диструира, односно ќе завршен пас, ќе дава. Значи тоа таа лажна деветка што ги до вчера што беше, што апсолутно нема врска со лажна деветка, како ќе заврши лажна деветка. Лажна деветка може само да даде пас, ништо друго. Дали по една друга страна. А сега таа лажна деветка разигрува и она као што разигрува дефанзивецот, оној четворката што е позади лажната деветка. Вака, кога гледате сега светското првенство, се присеќавате на светското првенство во 1990, колку? Во Италија? Да, како не. Пази, мислам дека сега да не ги преодицирам работите и да не бидам субјективен, али тоа беше фудбал. Германија, Колумбија и Емирати. Точно во Југославија, јас се сеќавам тогаш ликички и седучки собираме 4-1 со Германија, не издиша. И потоа дојде. Тука имаше еден проблем, сега од оваа дистанца, сега кога размислуваш и као зрел човек и као си поминал многуте нешта и си се одуцирал као тренер и сега размислуваш за некои тактички тие варијанти, што било, како било и што направено, кој игра према противникот. Пази, не само противникот е тој. Меѓутоа, ајде да видиме ние какви сме. И денес во фудбалот, најважното какви сме ние, а не каков е противникот.
Ја противникот го анализирам и го знам. Игра ово, игра оно, значи сето тоа на компјутер ќе видиш таму и на телевизија или на CD, сето тоа е одлично. А да видиме ние како ќе одговориме. Ова апропо, ова што ме праша, како ние да одговориме на Германија. Не можеш да имаш ти, значи Пикси, Део, Папе, Сушич во везна линија. Едини кој трчи, Сечко Катанец. А игравте и вие, така? Не, ја на првата не играв. Првата не игравте вие. Втората, ја и Даре не игравме. Значи, ја и Даре игравме против Емирати, 4-1, Даре 2 или 3 гола даде колку, и против Колумбија. Колумбија добивме, Јозич. Да, добивме еден од Јозич награди, полувојла и Гуита, не се вратам на ова. И сега кој ќе трчи тука? Сречко Катанец не може сам. И да организира, и да трчи. А од друга страна, пази сето тоа да треба да ја пренесеш таа топка горе. Кој беше двојка тогаш, не се сеќавам со Германија. Балич. Балич и Спасич лево, Јозич, Хаџибегич во везна линија. Во штоперската линија, Катанец испред нив и горе десно Пикси, како се вика, Папе во средина, лево Део и горе Златко Вујовиќ. И така да, значи ти не можеш да говориш на нивната трка, на нивната упорност, на нивното, значи они секогаш се гладни за победа, гладни за надигрување. Значи германецот, за разлика од ова Германија сега што е ново светско првенство, па ќе се вратам и на тоа, каде што нема германци и сега емоцијата, карактерот и упорноста не е иста како на таа Германија што била 90-тите или пред 10 години, 15 години, апсолутно. Каде што нема ни еден, ја не сум, нели? Нема против никого, меѓутоа, не може оно од Гана што дошол и оно што дошол тамо, не знам од каде, да биде исти како оној германец што е во државата и да ја сака толку многу, пошто него му све едно, дали ќе победи или ќе изгуби, ништо. А Ноер убаво изјава даде. Па се извинувам, со 4 германци толку можеме. И да се вратам на она Германија, каде што пазити од Бреме, значи од Клинсман, од Фелер, од Матеус, значи тоа е свита невидена. И сега ти супростави се со трка, прво не можеш да се супроставиш, а ти кога немаш трку, онда немаш пази игру. Прв пат да шеф направи нешто, нека, не знам зошто некој отступак од она што он го сака, од она он што го промовира и неговиот стил на игра и неговата фудбалска филозофија. Час поскоро против Емирати он тоа го тотално менја. Нешто ме врати мене, нешто го врати Дарко, нешто го врати уште некои играчи и искоригира одредени линии. И ние пази Емирати 4-1. Колумбија исто, Колумбија со Валдерама и Гуита, Ринкон. Значи тоа се, па знаете што е, мислам ретроспектива некоја кога ќе почнеме да збориме, тоа се играчишта. Која е Колумбија игра и добар фудбал. И денес и Колумбија исто, да. И сега исто Колумбија една од стварно екипи која е конкурентна и која може да игра, која може да настапува и која стварно има добар игра фудбал за око, баш јужноамерикански. Значи они нема тоа Средња Америка дека се Роналдињо го читав, тажен сум, ова е најслабата репрезентација која што имала Бразил. Тоа е дефинитивно. Прво, значи и после тоа, ајде, доаѓаме и идеме, значи една утакмица, друга утакмица и одиме со Шпанија после тоа, али ова што го кажа. Ќе се вратам назад на Шпанија и на Аргентина посебно. Али ова Бразил што го Мишко збориш, не може ти најквалитетниот играч таму за мене е Анџелоти. Селекторот? Да. Значи он не може ни да игра, не може да игра и да води и да припрема утакмица, да анализира и да стави тактички поставеноста каде што, кој, како и што да работи може. Под притисок, и од друга страна, под притисок, зошто Нејмар не е на список. Мислам, дај, молим те, па ово не е циркус, ово е фудбал. Што го водиш Нејмар? Нејмар не може више. Нејмар, да не кажам некој, ајде, така, погрез збор,
Значи нека иде, не се забавува таму по дискотеки, нека остави млади деца и нека го остави човекот и да не биде под притисок, а бразилците знаете како за фудбал гинат. Фанатици, значи сега ти мораш, ајди, Нејмар. Он повише ровари во репрезентацијата него што доприноси. Значи ти мора да имаш атмосфера во случајница, мора да имаш атмосферу во хотел, во автобус, на тренинг. Значи, таму почнува сето ова што е фудбалско. Немој никој да ме лажи, да ми кажува приказки, сега ќе играме. Ова не е компјутер, бе. Ало, притисни дугме и сега ќе играме, ќе нацртаме како нашите тренери, што цртат по, како се вика, шематски приказ, пази, на компјутери и 10 листа ќе стават и гледат на листот и... Ајте, молиме, ајбе, почнете да размислувате, почнете да работите, почнете, значи, индивидуален квалитет, значи, тимска работа, по линии да видите кој што, како, кој може, не татини, мамини, доста ми е више од ова. И све више и више така почнува да работи нашиот фудбалски свет, што не е окей. Затоа нема конкуренција, затоа нема, пази, квалитет и затоа полека сето тоа опаѓа и доаѓаме на ова дереже. Вујо, ќе си дозволам сега, Вујо, колку фудбалот стана бизнис, пари? Профит. Сега ќе ви кажам зашто. Реналдо, Меси, Бапе, Халанд, Нејмар, значи и не знам уште дузина, Модрич. Овде имате спонзори, овде имате еден куп, да не споменувам сега, од спортски опреми до пијалоци и така натаму, кои што и то како замешуваат прсти. Тој е бизнис заради публика или затоа што, знаете, сепак, колку и да не го сакате Роналдо, тој влече публика. Меси влече публика, Нејмар влече публика. Сега за што играме сега? Играат за пари, за што играат сега? Вар, па важи, па не важи, па чипот, па не знам што, не знам како. И кој ги видам овие Модрич и Меси на 40 години како играат, дали е нормално тоа? На такво темпо 90, 100, не ни 90, 100 минути да трчаш, што е неверојатно тоа. Значи, Меси и Модрич играат со памет. Кога го снимав Чиро Блажевич, лесна му земја, ми вели тај момак има очи и позади. Значи, постои во фудбалот, па ќе ти кажам еден пример за ова првото, за профитот, и ќе ти биде све јасно. Модрич и Меси затоа играат што се многу паметни. И пази, у секој момент имаат идеја. И убаво Чиро кажа, има очи и позади, и лево, и десно, и напред. Значи, он уште, значи, тоа се вика позиционирање. Или маркација и демаркација. Значи, он знае точно, значи, он уште кога ќе ја прими таа топка, он веќе има периферен поглед и знае каде таа топка ќе иде, кој играш му се придодава. Кој не. Она тактичка замисла и играњето, уигравањето на тренингот, значи не му прави логистика, не му се придодава. Он тогаш ја одложува таа топка. Пак се враќат 2-3 корака назад, значи неговото трчање не е више од 7 до 8 километри. Али затоа интелигенцијата и неговиот пас има очи. Тоа ти исто Меси. А ова за профитот што го кажа, прочитав дека Инфантино бил љут што Португал не поминал понатаму. Он планирал дека ќе дојде Португал во четвртфинале, а во четвртфинале картата за се гледа Португал од португалците кои ќе дојдат на трибина плаќале 3000 евра. А пошто сега испадна Португал, целата на влезниците паднало на 1000 евра. Значи сепак е бизнис. Сега, што еден прв човек на FIFA тоа ви го кажува, што да збориме друго? За кои пари? Ја немам видено, и таква изјава има да? Да, Инфантино го има тоа кажано. Тоа не е нормално. Па не е нормално. Као Трамп што поништува, пази, жолти и црвени картони. Кај го има ова? Како што, пази, Хрватска и Белгија оштетени. ВАР 4 суди имаш на терен, 4 суди имаш во ВАР соба. Кој бе чип, кој бе крачи, која коса? Уствари Хрватска, пардон. Хрватска оштетена. Хрватска. Се стварно жалосно.
Да, Тоа имаше. против Аргентина. Па немојте така, докај чека што сега? Па онда еве ви, сега слушам дека еве твојот камерман потврди дека колку таму више сега ќе направи 64 колку репрезентации на светско првенство. 64, да. Па кај го има Го ова? размислуваат Па кај го има 64 за варот. Па чеке, ова стварно е ван памет. Значи ова што се работи, ова е тотално не фудбалски, не спортски. Па добро, тоа е за пари. И не људски. Тоа е, значи 2 месеци ќе се игра фудбал. Мишко, ај кажи ми ти сега 64 репрезентации. Ти на високо темпо, одно ниво играш, у едно темпо, Лига шампиони, дали е Лига УЕФА, Лига нации, репрезентации, квалификации, сето тоа. И доаѓаш, пази ти, доаѓа Европско првенство или Светско првенство. Ама не само Тие тоа, Вуе, ја не луѓе, можам, дали- например, сега на 64 репрезентации ќе дојде Естонија. Па не можеш ти Естонија да игра сега со Германија или со Бразил без разлика. Па како? Океј, да Кој е имаш квалитет? да имаш генерација, да, направена едно друго. Па затоа квалитетот пада. Затоа Бразил не е Бразил. Затоа парите. Затоа тоа се е, е пари. значи начинот да. Само нив ги интересира профит, ништо друго. А од друга страна, пази, не можеш ти тоа бре со 64 и друга, дога се заврши 2 месеца тоа светско првенство ќе ти трае. Па Да, кога да. тие ќе направиш рекуперација, припреми, кога тие играчи ќе се спремат за следната сезона за следна сезона, првенство, така. а плюс за Лига шампион, Лига УЕФА и Лига нации и плюс квалификации за репрезентација. Мислам, вам памет. Да. Мисли, тоа е абнормална работа, али добро.